Земјоделците полесно ќе добиваат пари од Европа. Поедноставени се постапките за ИПАРД, особено во делот кој што досега беше најголем проблем за македонските земјоделци – обезбедување на пари. Од оваа година Европа на земјоделците ќе им дава повеќе пари за нивните проекти, односно го зголемува процентот на кофинансирање. Барателите ќе добијат поголем степен на кофинансирање на нивните инвестиции, кој што во првата мерка, која што е за примарно земјоделско производство, може да достигне до 65, односно 70% во местата кои што се со ограничени можности за развој на земјоделството. И во мерката диверзификација и развој на рурални економски вредности, активности, стапката на кофинансирање наместо 50 ќе изнесува 60%. Ова е само една од новините која е во насока на подобро искористување на средствата од оваа програма. Втората мерка се однесува на поедноставување на критериумите и проширување на секторите за кои може да се бараат пари. Се надополнуваат типовите на инвестиции со еден нов сектор, тоа е полјоделскиот сектор, и дозволено да се инвестира во полјоделскиот сектор. Потоа ги воведовме во ИПАРД и производителите на конзумни јајца, ги воведовме инвестиции за обновливи извори, инвестиции за производство на енергија од обновливи извори и така натаму. Скапите и долги постапки, немањето на доволен капитал и обемната документација досега земјоделецот од истокот го држеа далеко од европските пари. Ке сменат ли нешто направените олеснувања? Значи имаме многу добра подготовка воопшто за земјоделството кое што во овој период до 20 година и треба да го искористат особено младите фармери, земјоделци. Веќе има некакви идеи, но треба концептите да ги направи, односно да се усмери на она кое што ќе му направи и задоволство, но и вистински бизнис. До 2020 година земјоделците од ИПАРД може да сметаат на вкупно 106 милиони евра. Од нив 60 се наменети за кофинансирање инвестиции во земјоделството, прехранбената индустрија и руралната економија, а останатите 56 за изградба на мали системи за наводнување, на пристапни патишта до обработливите површини и електрификација на полињата.